Нема отпишување на деца од градинките во овие 2 месеца, откако децата се дома поради пандемијата. Сепак, родителите ќе мора и преку анкети да се изјаснат за тоа дали нивните деца ќе продолжат да одат во градинка, од што зависи и нивното отворање. Но во овој момент се прави една анкета со сите родители на децата од градинките за да се направи анализа колку од родителите и дали има такви кои при отварањето на детските градинки веднаш би се вратиле ги вратиле своите деца во градинките, а родителите би тргнале на работа, така што многу е важно тоа за централниот штаб, за владата, за да ја донесе конечната одлука кога градинките би биле отворени и би биле ставени во функција. На државно ниво веќе се прават сите подготовки за отворање на градинките. Јас сметам дека преку добро израдени протоколи за однесување, што треба да се превземе од аспект на заштита на здравјето и на децата и на вработените во градинките и за спречување на ширење на коронавирусот, децата ќе може да се вратат во градинките врз основа на тие протоколи, меѓутоа за тоа владата ќе донесе одлуки, важно е верба кај граѓаните им. Во меѓувреме, општините и градинките треба да донесат одлука за начинот и висината на плаќање. Одсуството од градинка Штип ќе го наплати најмалку што може. За месец март, кога практично децата одеа еден период во градинка, а веднаш потоа беше донесена воредната состојба кога беше прекинато одењето во градинка, дека за тој период за месец март е избрана поповолната опција за плаќање на родителите за нивните деца во градинка. Останува прашањето за месеците април и мај, заради што ќе имаме уште еден состанок на кој што ќе ги разгледаме сите можности. Можам да апелирам дека тоа да знаат граѓаните дека ќе ја одбереме секако најповолната варијанта и можност која што е на располагање за граѓаните и за родителите кои што имаат своји деца во градинките.